Во ова видео мораме да смениме некои зборови и изрази користејќи поблаги термини, но се надеваме дека сериозноста на проблемите кои го надвиснуваат нашето општество се уште ќе биде очигледна. Во 21 век, човечката цивилизација може да се пофали со своето високо ниво на интелектуален развој и неверојатни технолошки достигнувања. Во исто време, најмалку половина од светското население не ги добива здравствените услуги кои им се потребни. Секоја година се случуваат 8 милиони смртни случаи како резултат на лошиот квалитет на медицинската нега. Трошоците за здравствена заштита се толку високи што секоја година доведуваат до околу 100 милиони луѓе во екстремна сиромаштија. Животот под прагот на сиромаштијата води до зголемување на детскиот труд. Скоро едно дете секое 10 е принудено да работи. Често ова работа вклучува опасни машини и отровни испарувања. Списокот на производи произведени од детски робови вклучува злато и скапоцени камења, кафе, какао, ориз, производи за бебиња и облека. Само според официјалната статистика за ООН, повеќе од 40 милиони луѓе се жртви на модерното робство. Принудена работа, детски труд, принуден брак, должничко робство, трговија со луѓе за нелегална експлоатација и регрутирање на деца за вооружени конфликти. Во консумеристичкиот формат на општество, луѓето веќе ги надминаа дивите животни во однос на суровоста. Се почесто децата се користат како живи бомби. Во Нигерија криминалци ставиле експлозив на девојче со бебе во рацете. Во долгогодишното војување, економската криза и суша предизвикаа глад во Афганистан. Познат е случајот кога мајка била принудена да ја продаде својата ќеркичка за 400 евра, за да ги прехрани другите деца. Денес, повеќе од 41 милион луѓе се на чекор до смртта, до глад и околу 811 милиони луѓе гладуваат. Во меѓувреме секоја година се фрлаат повеќе од милиарди тони храна, а се уништуваат непродадените стоки, вклучено и оние производи од робска работа. Апсурдот на потрошувачкото општество е во тоа што самиот човек стана стока. Годишниот приход со трговија со луѓе ширум светот е 150 милиарди долари, што е најголемиот извор на незаконски профит во светот. Во 148 земји се регистрирани 534 текови на трговија со луѓе. Бројот на откриени деца жртви е трајно зголемен во последните 15 години. Жртви на трговци со луѓе се главно мигранти и невработени деца, бидејќи тие се најранливите. Меѓународните договори прокламираат цели за ставање крај на сиромаштијата и робството, но во контекст на економијата на масовната потрошувачка, целиот систем е дизајниран да го заштити приватниот капитал. Во консумеристичкиот формат на општество парите се повредни од човечкиот живот. Во светот повеќе од 2 милиони деца годишно стануваат жртви на трговија со луѓе за секаков вид на експлоатација. Во Мексико 25% од сите жени кои се жртви на трговија се луѓе, девојчиња под 18 години. प्लीज मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ये डराता है, धमकाता है, मुझे मारता भी है। मुझे कहता है कि मेरे यहाँ पे लड़के आते हैं, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं, सबसे सेक्स करो, गलत काम करो। Почна да ме тепаат, да ме поливаат со алкохол, ме тера да пијам и велеа, вкерија пишто, велејќи дека ќе ме убијат и никој нема да праша за мене, никој нема да знае каде сум. И го отворија прозорецот и рекоа скокни или ќе пукаме во глава. И скокна, да. Од кој кат? Мислам дека тоа беше 5-ти кат. Во консумеристичкиот формат на општество, луѓето се подготвени да се убиваат и да ги задоволат своите амбиции за забава и профит. Незаконската трговија со човечки органи ширум светот се
проценува на $600 милиони годишно според статистичките податоци на СЗО. Секоја година нелегално се транспортираат 10.000 човечки органи. Во Нигерија масовно се формираат специјални фабрики за бебиња, каде децата се одгледуваат како добиток. Тинеџерките се насилно импрегнирани и принудиат да ја носат својата жива стока на продажба. Но большинство это беременные подростки. Их Но удерживали с повеќето од одной нив целью сотрудници – тинеџерките ја заставить беа родить ребенка. држани во Похитители заробништво со зарабатывали една на цел да ги продаже принудат да младенцев. се породат. Кандидатите Сегодня в 6 утра заработувале мне за позвонили и продажба на сказали, что в бебињата. школе Утрено во похитители, 6 что часот все ми се наши јавија дети дека има похищены, киднапери во включая училиштето, мою дочь. дека сите Мы наши деца се поспешили киднапирани, сюда. вклучително и Нам мојата потврдили, ќерка. что их всех Убрзавме схватили. таму, потврдено е дека сите биле заробени. Дали сме човечка цивилизација ако човечкиот живот нема вредност на оваа планета? За да го промениме ова, сите ние треба да престанеме да го поддржуваме консумеристичкиот формат на општество и да се обединиме во заедничка цел да изградиме креативно општество.